Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование од Основното училиште Јосип Брос Тито од Валандово. И денеска ќе се потрудам уште еднаш да помогнам на учениците од 9 оделение да совладаат нова наставна содржина, а тоа е наставната содржина образование, наука и култура. И како што поминува времето, така се ближи и крајот на годината, така ние се приближуваме и кон крајот на последната тема. И знаете дека речиси при крајот на секоја тема постои лекција која што е посветена на образованието, науката и културата. Во овој случај ние треба да видиме што е тоа што се случувало со образованието, науката и културата во Македонија по Втората светска војна, или по-конкретно ќе го опфатиме периодот за време на народно-ослободителната борба, па се некаде до овој современиот период и ќе видиме на кој начин културно и образовно се развивала нашата држава. Па така, треба да се напомене дека во 1943 година, односно во месец септември, Италија излегува од војна. И ако се сеќавате, Италија ја контролираше или го контролираше западниот дел на Македонија, и така со нејзиното повлекување дел од таа територија беше завземена од германците, меѓутоа еден дел, особено во делот на областа Дебарца, таа територија беше завземена од партизаните и практично на таа територија почнува да се создаваат првите никулци на македонскиот јазик, бидејќи тука се создаваат печатници, училишта и така натаму, и на тој начин започнува периодот на истакнување на македонскиот јазик помеѓу населението. Сега, треба да се напомене дека целокупното македонско раководство на народно-ослободителната борба и партизанските одреди на Македонија, комуникацијата ја водел на македонски јазик. Ова се напоменува дека во тој временски период се уште не постои кодифицирана форма, односно литературна форма на македонскиот јазик, меѓутоа и покрај тоа сите писма, документи и така натаму кои што требало да бидат издавани од страна на македонското раководство биле пишувани на македонски дијалект и на тој начин бил практикуван македонскиот јазик, бидејќи за раководството не смеело таа така наречена комуникација или кореспонденција да се води на друг јазик освен на македонскиот. Па така, ќе се издаваат списанија, весници на македонски јазик, со што, ќе започне процесот на истакнување на македонскиот јазик помеѓу населението, не дека тој не бил истакнат, туку поттикнување кај населението да се изгради свест дека ние имаме свој сопствен јазик и дека од сега натаму на тој јазик ќе се одвива целокупната комуникација на територијата на Македонија, што не било случај во минатото, бидејќи знаете дека територијата на Македонија била завземена од разни непријатели и окупатори и на тој начин бил практикуван јазикот на тој кој што ја окупирал територијата. Но македонските партизани сакале да испратат порака дека завршило тоа време и дека сега целокупната комуникација ќе се одвива на македонски јазик. Сега, се сеќавате дека на 2 август 1944 година беше формиран, односно се одржа првото заседание на АСНОМ и
една од најважните одлуки која што ја донесе Аснум во тој временски период беше да се кодифицира македонскиот јазик, нели да добие литературна форма. Сега, бидејќи се појавила потреба да се остварува комуникација нели на македонски јазик, а македонска литературна форма се уште не постоела, затоа Аснум донел привремено решение со кое се предвидувало да има привремена азбука од 25 букви. Меѓутоа, знаете дека трајно треба да се реши проблемот, затоа била формирана комисија. Таа комисија била предводена од најголемиот македонски филолог Блаже Конески и таа комисија добила задача да го кодифицира македонскиот литературен јазик. Па така, официјално, веќе на 3. мај 1945 година, комисијата ја завршува својата работа, донесува одлука со кој македонската азбука ќе се состои од 31 буква и така на владата на Народна република Македонија во тој временски период донесува решение со кој нели се озаконува првата македонска азбука. И така на 5. мај излегува ова решение во службен весник, стапува на сила и од тогаш треба да се напомене дека е всушност официјално извршена кодификацијата на македонскиот литературен јазик, а на 7. јуни 1945 година бил усвоен македонскиот правопис и така практично веќе се завршени сите процеси околу нели кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Така подоцна повторно благодарение нели на големиот Блаже Конески ќе биде донес или ќе биде напишан правопис, ќе биде напишана граматика, ќе биде напишан речник на македонски јазик и веќе нели се удрени темелите на македонскиот јазик, а многу набрзо ќе започне нели и да се имплементира неговата дејност, со што ќе се развие богато творештво, без разлика дали е тоа од областа на прозата, од областа на поезијата, така македонскиот јазик ќе си го добие своето место нели во словенската група на јазици. Сега треба да се напомене дека особено нели во НОП, па и понатаму и после војната, веќе кажавме, се развивала поезијата и прозата. Големите македонски поети кои што твореле и пред војната продолжиле да творат, некои од нив и по војната, некои од нив за жал загинале за време на војната. Така најистакнати нели македонски поети од овој временски период се Венко Марковски, познатиот Кочо Рацин, Владо Малевски, Ацо Шопов. Треба да се напомене дека Венко Марковски е првиот кој што ќе пишува нели поезија. Тука е познатата негова песна Огинот, кој што е напишана некаде во 1938 година. Кочо Рацин, како што знаете, во Сомбор ќе издаде стихозбирката Бели мугри. Тука е познатиот Владо Малевски, кој ќе напише химната на Македонија, Денес над Македонија се раќа. Познатиот Ацо Шопов и нели неговата позната Очи. И така нели се развило македонското поетско творештво, меѓутоа нели ќе се развие и македонската проза, ќе се напише првиот македонски роман, познат нели како романот Село за 7 јасени, кој што ќе го напише познатиот македонски поет Славко Јаневски. Ќе се развие македонското сликарство, тука ќе бидат познатиот македонски сликар Тоди Ивановски, Борка Лазески и други. Ќе се развие нели и македонската музика, ќе се напишат
опери, меѓутоа ќе ги споменеме малку подоцна. Тука нели најпознати музичари ќе видат Петре Богдановски Кочко, Тодор Скаловски и други, и гледаме дека културно-просветната дејност се развива за време на НОБ, меѓутоа таа има свој континуитет и продолжува и после војната. Еве го познатиот македонски поет Венко Марковски, роден во Скопје, за жал ќе заврши неубаво, бидејќи ќе биде етикетиран како противник на комунистичката партија, ќе биде затворен на Голи оток и за жал неговиот живот ќе заврши во Софија. И така денеска некои го сметаат за контроверзна фигура, меѓутоа факт е дека ќе даде огромен придонес во создавањето на македонската држава и на македонската култура. Еве го, нели, познатиот Кочо Рацин, кој за жал, нели, ќе го заврши животот уште пред да заврши војната, и неговата позната стихозбирка Бели мугри. Еве го познатиот македонски, нели, писател, поет, дипломат Владо Малевски, кој што ќе напише познатата македонска химна, ја гледате од вашата десна страна, денес над Македонија се раѓа. Сега, бидејќи биле, да кажам, на некој начин започнати овие процеси, и веќе ви кажав дека била создадена слободна македонска зона околу областите Дебарца и Кичевско, така се појавила потребата да се отворат првите училишта. Првото училиште ќе биде формирано во селото Подвис, Кичевско, и треба да се напомене дека на тој начин започнува и образованието на македонски јазик, меѓутоа имаме една посебна точка за тоа за кој што ќе зборуваме, но сакав, нели, да ви напоменам дека во овој временски период со првото училиште започнува, нели, континуирано да се развива македонскиот јазик, па така ќе се создадат и првите весници, односно на 29. октомври 1944 година ќе биде издаден весникот Нова Македонија, кој што е прв македонски весник. Во 60-тите години ќе биде издаден и весникот Вечер. И треба да се напомене дека летото 1944 година на станицата Слободна Југославија, која што се емитувала од Москва, ќе биде емитувана првата емисија на македонски јазик, која што ја водел познатиот македонски актер Илија Ѓувалековски. Ќе бидат создадени и првите весници на турски јазик, тоа е весникот Бирлик и весникот на албански јазик Флака е Влазеримит. Еве го првото училиште на македонски јазик во селото Подвис. Ова ви е првиот број на весникот Нова Македонија. Ова ви е првиот весник на турски јазик Бирлик, а ова е првиот весник на албански јазик Флака е Влаземерит. Сега, со создавањето на првото училиште практично започнува и образованието во Македонија, и треба да се напомене дека, за жал, во овој временски период во Македонија има 70% неписмено население. Од кои треба да се напомене дека кај женскиот пол тој процент е дополнително голем, така што 90% од, нели, женската популација била неписмена, и за да развиете вие држава, мора, нели, да имате добро образование, да имате писмено население. Затоа македонската влада во тој временски период ставила голем акцент кон развивањето на основното и средното образование. И така, веднаш после војната било формирано 4-годишно задолжително основно образование, а од 1954 година било формирано и задолжително 8-годишно средно образование. За кратко време била формирана
целокупна мрежа на основни училишта во целата Македонија, односно на целата територија на Македонија, и треба да се напомене дека практично речиси и да немало село или град во Македонија каде што нема основно образование. Па така, за кратко време, се виделе првите ефекти, но исто така треба да се напомене дека освен формалното образование се организирале и курсови за возрастни со цел да се добијат вештини и населението обучено да влезе во стопанството и да биде продуктивно. Но најголем проблем во Македонија било тоа што имало недостаток на образовен кадар, па така затоа биле формирани средни училишта за насочено образование, меѓутоа биле формирани и гимназии со цел да се стимулира запишување на високо образовни институции и да се создаде високо образовен кадар со цел да може образованието, стопанството, меѓутоа и општеството во целина да се развиваат нормално. Веќе ви кажав, за да се развива кадар, вие мора да имате квалитетно високо образование, во кој ќе вадите високо образовни кадри, и треба да се напомене дека пред војната во 20-тите години бил формиран филозофскиот факултет во Скопје и за жал до тогаш тоа ќе биде единствената високо образовна институција во Македонија. Веднаш после војната ќе биде отворен филозофскиот факултет, односно ќе биде возобновен, и со формирањето на земјоделскиот факултет, меѓутоа и медицинскиот факултет, бил формиран првиот универзитет во Македонија, Свети Кирил и Методи, во 1946 година, и со текот на времето ќе бидат формирани околу 28 факултети, што значи дека ќе се развива овој факултет во Скопје. Во Битола ќе биде формиран Универзитетот Свети Климент Охридски во 1979 година со цел да се изврши баланс на потребите на населението во Македонија, односно на населението од Западна Македонија, да му се даде шанса да има достапно високо образование, така затоа ќе биде формирано ќе биде формиран Универзитетот Свети Климент Охридски, меѓутоа набрзо после војната ќе бидат формирани научни институти кои што ќе имаат за цел да го негуваат македонскиот јазик, фолклор и историја. Така, уште во 1948 година ќе биде формиран Институтот за национална историја, а ќе бидат формирани и Институтот за фолклор, како и Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Во 1967 година ќе биде формирана највисоката високо образовна институција, тоа е Македонската академија на науки и уметности, позната како МАНУ, која што требало да биде врв на македонското високо образование. Еве го Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно кампусот каде што се наоѓаат трите факултети: економски, правен и филозофски факултет. Ова ви Универзитетот Свети Климент Охридски. Сега, заборив само да ви кажам дека освен овие, по осамостојувањето од Југославија ќе се формираат и други универзитети, од кои најпознати се Универзитетот Гоце Делчев во Штип, како и Државниот универзитет во Тетово, меѓутоа и факултетот на Југоисточна Европа, познат како Штулов универзитет. Сега, со развојот на образованието се развива и културата. Така, во 1944 година, на слободната територија на Македонија, за прв пат почнува да се емитува програма на Радио Скопје, односно програмата започнува да се емитува на 28 декември 1944 година.
И точно 20 години подоцна ќе се имитуваат првите телевизиски кадри во Македонија на една македонска телевизија. Така ќе започнат да се емитуваат телевизиските кадри на телевизија Скопје, подоцна позната како македонска телевизија. Започнуваат да се развиваат и македонските драмски дејности, па така на 31 јануари 1945 година бил формиран Македонскиот народен театар, а во 1949 година биле формирани Театарот на народностите, познат уште како Албански театар и Драмскиот театар во Скопје, а набрзо ќе бидат формирани и театри низ целата територија на Македонија, почнувајќи од Бидолски театар, Прилепски театар, Штипски театар, Велешки театар, Струмички театар и така натаму. Во рамките на радиотелевизија Скопје била формирана и Македонска филхармонија, од нејзе ќе биде формиран симфониски оркестар, а од нејзе ќе биде формирана Македонска филхармонија, а во 1947 година ќе биде изведена и првата опера. Во 1952 година ќе биде снимен првиот македонски филм Фросина, што значи дека се почнува да се развива и македонската кинематографија, а подоцна ќе бидат снимени и други македонски филмови, ќе бидат снимени исто така филмови со историска содржина, кои што ќе има за цел да ја истакнуваат историјата на македонскиот народ. Ќе се појават голем број познати македонски актери, како големиот Ристо Шишков, Дарко Дамевски и така натаму. Во 1961 година започнуваат да се организираат и струшките вечери на поезијата. Повторно познатиот Блаже Конески ќе биде човекот кој што ќе ги започне, односно ќе започне со организација на струшките вечери на поезијата. Ова вие новата зграда на Македонскиот народен театар, претходно се наоѓаше на старото место, но ова е зграда која што фактички е возобновена, бидејќи тука и претходно имало театар и пред војната. Ова вие Театарот на народностите или познат како Албански театар. И сакав уште само да ви покажам дека ова првата слика која што ја видовте пред да започне лекцијата е всушност слика од струшките вечери на поезијата. И така можеме да заклучиме дека практично македонскиот народ започнува да ја развива својата наука, култура, образование, иако видовте каква ќе биде состојбата за и после војната, кога во една ситуација каде што имате 70% на неписмено население, вие најпрво мора да создадете свое образование, а после да ги развивате науката и културата. Па така, од една ситуација каде што имате 70% на неписмено население, значи македонската држава успеала да постигне навистина големи резултати на ова поле. Практично се удрени темелите на развојот и на нашата наука и на нашата култура, која што и денеска ја живееме во 21 век. Од прилика тоа е тоа, се надевам дека ви беше јасно ова што го зборувавме.